Популаризацијата на фудбалот до добриот стар исток продолжува со несмален интензитет. Благодарики на одличната соработка на Емнет телевизија и Фудбалската федерација на Македонија, започнавме со реализација на директни преноси во живо од надпреварите во рамките на втората македонска фудбалска лига. Воведните директни преноси од пријателските средби Брегалница Македонија Ѓорче Петров и Кит Гопекчи во Вардар беа тест и предигра кои беа успешно положени за да продолжиме и во првенствениот континуитет. Следуваше пренос во живо на надпреварот Каменица Саса Слога Виница и куп надпреварот Брегалница Беласица. Веќе утре сабота ќе го реализираме директниот пренос од надпреварот на Градски во Штип помеѓу екипите на Брегалница и на Росуман. Тимот на Брегалница, како да немаше амбиции за куп надпреварите, односно се е фрлено на една карта, конечно да го фати и да го истрасира праволигашкиот пат. Полека, но сигурно се навлегува во 100-годишниот јубилеј од формирањето на клубот и нема поголема награда за играчите, за навивачите и за целиот град Штип, Брегалница повторно да се врати во праволигашкото јато. За ова, условите се обезбедени, инфраструктурата е подигната на повисоко ниво, со полн капацитет се работи со подмладокот во пионерско-младенските школи, во кои фигурираат проверени и лиценцирани стручни кадри и најважно од се, започеа и градежите работи околу изградбата на новата трибина, која според предувањето треба да биде готова токму до година за јубилејот. Што се однесува за утрешниот надпревар, веќе се делегирани официјалните лица. Главен судија ќе биде Никола Иванов, прв помошник Петар Новачев, втор помошник Роберт Црвенов, а четврти судија ќе биде Игор Иванов, сите од Велес. За контролор е делегиран Сафет Адеми од Скопје, а делегат ќе биде Раде Гроздановски од Демир Хисар. Надпреварот Брегалница Росуман ќе можете директно да го проследите на програмата на Емнет телевизија со почеток во 14 часот и 30 минути.